Македонија е загрозена од членки на НАТО и Европската Унија кои постојано ја блокираат, игнорираат, поставуваат нови услови за членство и воедно не ја признаваат македонската држава, народ и јазик. Ова е ставот на поранешниот амбасадор Ристо Никовски во врска со членството на Македонија во НАТО алијансата и Европската Унија, но и за спорот со името кој го има Грција со Република Македонија. Тој го оцени говорот на претседателот Ѓорги Иванов на Генералното собрание на Обединетите нации како аргументиран, храбар и искрен и потенцираше дека интересот на големите сили никогаш не е да се решат проблемите, бидејќи тогаш би биле непотребни, а во нивен интерес е да имаат ангажман. Претседателот употреби една многу оштра дефиниција, рече Македонија е загрозена од членки на НАТО и ЕУ. Мислим до сега тако нешто не е кажано, а тоа е факт. Самиот влез во ова организација веќе стави Македонија на светската сцена. Иако моментално немаме целосен меѓународен правен легитимитет бидејќи сме без име за нив, нели така? Меѓутоа таму си и веќе не може да игнорира. Иванов докажа дека ги застапува македонските граѓани со цел да ги отвори главните прашања, а поентата беше да се свати во каква позиција се наоѓа Македонија и која е обврската на другите земји членки во однос на Македонија, смета доцент доктор Иванка Додовска. Тој многу јасно и на својот едноставен начин ја кажа најголемата вистина за тоа кој денеска зборува, тоест вчера веќе пред сите тие представници на 199 членки на Обединетите нации, тоест тој ја потенцираше значајноста на македонскиот национален идентитет, на македонската државност и сувереност, на македонскиот народ и на македонскиот јазик. И тоа е она што е основно со кое што практично во оваа безпоштедна битка во која што Македонија повеќе од 25 години, а да кажам и наназад со децении во однос на борбата за докажувањето на особеноста на македонскиот национален идентитет и на борбата за создавање на самостојна македонска држава, тоа во 21. век представува на еден начин и една сериозна забелешка до останатите земји членки. Развојот на земјите кандидати и напорите на патот кон членство во Европската Унија дополнително се усложнуваат и уназадуваат и со новата предлог регулатива со која граѓаните на земјите кандидати за членство ќе мораат да се пријавуваат и да плаќаат за влез во држава членка на Европската Унија. Министерот за надворешни работи Никола Поповски изрази загриженост околу оваа одлука на Европската комисија, со која се попречуваат напорите за слободно движење на нашите граѓани во Европската Унија. Имавме сериозни разговори со представниците на Европската комисија и со комесарот Хан и со подпредседателката Могерини околу последиците и видувањата од наша страна, од земјите, од балканските земји кои се кандидати, потенцијални кандидати за членство во Европската Унија. Ваков развој би бил исклучително негативен. Од нивна страна беше упатена порака дека не очекуваат ова да биде заклучено за краток временски период. Ги нотираат нашите пораки на загриженост, бидејќи после визната либерализација ова би бил сериозен сигнал кој на некој начин би представувал уназадување на сите оние напори кои досега ги имавме за обезбедување на слободно движење на нашите граѓани во Европската Унија. Нивните пораки се дека сепак не се работи за нешто што е одлучено, дека е значајно да биде слушнат нашиот глас и ние превземаме конкретни чекори, да имаме група на земји членки во Европската Унија кои ќе действуваат во правец на обесхрабрување на ваква една регулатива. Сепак овој предлог се уште не е ставен во законска рамка, а од Европската комисија веруваат дека ова прашање не може да биде заклучено за краток временски период.